Син ми беше жртва на една таква неодговорна информација. Негативните медиумски дискурси, односно предрасудите, дискриминацијата, па дури и говорот на омраза, многу често предизвикува дела од омраза во реалноста. По пат на медиација е многу предмети решено и тие се извинуваат или објавуваат деманти во својот медиум. Веста беше фатална. Именно тој ден некој си полицаец, минувајќи ја железничката пруга, некој маđари негде таму, загинал на сообраќајка со воз. Истиот случај се дава како информација од еден портал со име, презиме и слика на син ми. Не очекуваш, ниту ти оди на памет за такво нешто, дека ти постоиш, си комплет со семејството и те доаѓа вест, и тоа од медиуми, како ти не постоиш. Секој кој што се јавуваше по тоа, или пак секој повик плюс, стануваше се посериозен, се потежок. Дека немаше одговори како да им одговараш веќе на луѓе. Објавувањето на фотографии, особено со цел за да биде скандалозно или за да биде шокантно или за да биде прв во најава од вести, секогаш значи дел од непрофесионално известување и непрофесионално новинарство. Министерството за одбрана поднесе преставка против една телевизија која што објави серија од емисии во кој што Министерството сметаше дека се изнесени лажни вести, дека е нарушена приватноста, дека не е прашана другата страна, навреди, клевети и така натаму. Медиумот мора да провери што ќе помине из неговата емисија. Може да стане, да решиме, говор за омраза. И што станува во таков случај ако имаме говор на омраза? Нема да признаеме дека сме направиле грешка. Значи, ние сме соучесници во тој говор на омраза. Комисијата за жалби прими представка од граѓанин за неетичко и нефер известување од страна на еден наш интернет портал. Текстот се однесуваше на познатата афера во тоа време, наречена Пуч. Конструкцијата на текстот комисијата веднаш ја препозна. Стануваше збор за изнесување на факт, изнесување на полуфакт и во третата и крајна линија, во завршниот дел на текстот, камуфлирање на коментар во смисла на факт. Се работи за контактна емисија. Кога гледачот кажува дека сите хомосексуалци би ги набил на кол, водителот или новинарот не само што не го прекинува, туку единствено му кажува дека да внимава на вулгарностите во јазикот, но дека се согласува и би го сторил. Истото тоа со други зборови го поддржува насилството се додека е кажано со попријатни зборови. Сметаме дека тоа ги подгорува страстите, ги навредува чувствата, не само што ги навредува чувствата на оваа заедница, туку и ги ја става во ризик. Новинарите треба да внимаваат на својот јазик, какви термини користат, особено во контактните и дебатните емисии, каде што се јавуваат,
и гледачи и со самата содржина и самите изрази кои што се употребуваат во тој јазик да не поттикнуваат говор на омраза, насилство, дискриминација. Жалба може да се поднесе по електронски пат, лично или по пошта. Право на поднесување на жалба на неетичко и нефер известување на медиумите имаат физичките и правните лица. Причината зошто веруваме во саморегулација е затоа што сметаме дека и медиумите се дел од граѓанското општество и тие се наши партнери, а не наша спротивставена страна. Не зашто мене ова ми се случило. На други може би уште полошо им се случило нешто или пак ќе им се случува доколку не запазуваме вакви критериуми или пак би рекол човечки стандарди. Никогаш да не се злоупотребува било кој било што било каде.